патот до успехот е многу труд. Ги имам поминато сите сектори во мојот бизнис. Од продавач, па резервни делови, па маркетинг, сум научил све за да можам да бидам тука кај што сум. Во салон, луѓето кога ќе дојдат, што бараат прво во Македонија? Ги интересира цена, попуст? Уште не ни ја видел колата, вика попуст од колкаве. Викам, попуст не продавам јас, возило продавам. Сега ово погодам, ова. Пред 10-15 години бевме на врвот со Кометал Ѓорче Петров. Репрезентацијата е друго чувство, покажува идентитет и во спортот, меѓутоа и во бизнисот. Не сакам, не можам и не знам, не постојат. Здраво, Дритон, што го врти светот? Здраво, Јована. Па според мене светот го вртат многу возила, меѓутоа секако љубов и здравје. Добро. Со возила мораше да се почне. Во Гранд Ауто носите неколку брендови, па ќе те прашам за два од најпопуларните, Ford или MG. Па сепак почнав после многу години по други брендови, со Ford започнав пред 15 години и веќе 15 години, па секако Ford ми е прва љубов, да кажам. Прва љубов, а кога сме кај прва ljubов, ракомет или фудбал? Секогаш ракомет. И дали повеќе се гледаш како продавач или како менаџер на компанија? Често прашање што ми го прашуваат, меѓутоа едното без друго не може. За да бидеш добар менаџер, мора да бидеш прво да пројдеш кон добар продавач, а јас мислам дека го имам пројдено и се уште сум во тој, ајде да кажам, фазон. Меѓутоа и едното без друго бидејќи не може, секогаш сум добар продавач, а пробувам да бидам и добар менаџер. Значи прва продавач, па после се да. Добро. Сега кога сме кај тоа, ти на многу рана возраст почнуваш да ја водиш компанијата, една од најголемите автомобилски компании кај нас. Како еден млад човек во 30-тите години доаѓа да биде на чело на толку голема компанија? Што требаше да се случи за да стигнеш таму? Која е твојата приказна, твојот пат до успехот? Значи, патот до успехот е многу труд и порано, мислам, каде што почнав да работам во 2000 година, генералниот директор тогашен ми имаше кажано нешто што ми даде, ајде да кажам, ветар во грбот за целиот мој живот до сега. Нешто пробувавме да сработиме, ја реков не можам, меѓутоа беше после година и пол од моето работење таму и ми кажа како не можеш, од тебе не сум научен да го слушнам тоа, дека ти не можеш, затоа што до тогаш немаше нешто што не може да го правам. А бев уште 20 годишен дечко кој што уште учев. И тоа ми беше, значи, ајде да кажам, ветер во грбот, да во животот не постои, не можам, не сакам и не знам. Да. Така да, на моите 20 години почнав да работам во продажба, првично, меѓутоа предходно имав работено, тоа мислам, јас го кажувам на секого дека работев и такси. Студирав и искачав работев такси, па во исто време се вработив во автоиндустријата, значи поранешниот бренд кој што го работевме, работев и такси, па работев и како продавач во исто време. Значи држев две работи. Тоа е многу добар старт, баш со труд. Да, со труд и со да не кажам со кејф, можда, меѓутоа со многу желба да научам, затоа што едното и другото ми беа новитети. Бев, мислам, студент, ракометар бев, играв ракомет, животна желба ми беше да бидам ракометар, да бидам професионален ракометар, да идам надвор од земјава негде, за странство, да играм за репрезентација и такви работи. Меѓутоа, мене животот не се случи, меѓутоа ми даде можност за да работам и да дадам труд. Со многу труд и желба, секако, едното без друго не иде. Почнав да работам во продажба, од продажба добив и други функции. На крај на 27 години, тоа е 2008 година, веќе добив позиција, значи, директор на канцеларија или head of office, да го кажам, во Косово. Ме пратија од тука, во поранешниот бренд, тоест компанија кај што работев, и тамо исто искуство добро, затоа што од нула направивме нешто. И после се враќаш пак дома. После се враќам во дома, меѓутоа преминав од еден бренд, тоест од
во Форд и во Фордовата групација. Добро, млад човек толку работа, излегуваше ли, имаше ли време за себе? Затоа што многу луѓе однака супер им звучи на млади години, успел и така натаму, ама колку треба труд да се вложи. Имаш и семејство тогаш. Да, значи некои работи во животот не се планираат, тоа е Божја работа, го кажувам јас секогаш, и он ги планира сите убави работи, па и лошите работи се планирани од него, секако. Јас, за среќа, се оженив млад, на 19,5 години и на 20,5 стана веќе татко. Значи, во целата ова моја кариера, секако дека многу голема, да кажам, за моите резултати кои што ги имам направено, исто и сопругата, која што, значи, имам 4 деца, и се грижеше, и ме помагаше, и ме буткаше во животот. Па за тоа и сигурно сум благодарен. И во исто време бев женет со деца, меѓутоа и почнав да си работам. Па искачањето не беше проблем, меѓутоа немаше време. Значи, доаѓаш изморен, држиш две работи, имаш деца дома. Меѓутоа со таа желба да постигнеш во животот нешто, бидејќи со ракометот не бидна, и сега мора да направиш нешто. Тоа е спортски дух. Да. Ја кажувам и често го зборам со пријатели, дека спортист и тој што сака работа не може да биде лош човек. И мора да успее во животот. Ако ги има двете работи, мора да успее, затоа што и спортот, па и сакањето за љубовта кон работата те преобратува во стварно во друг човек. Не мислиш на ништо освен да помогнеш, да направиш нешто, да покажеш дека се може све. И затоа и на моите деца им зборам дека понекогаш треба да работиш и за без пари, само да земеш искуство да направиш и да го научиш тоа што треба да го работиш. Така да... А спортот им го пренесе исто покрај овој работен дух? Да, види, јас спортот до пред 10 години, кој имав 35 години, значи ја ракомет играв. Значи полупрофесионално, хоби, деца вежба, игра ракомет, меѓутоа некако обично гледам на спортистиве, деца некогаш не сакаат спорт, идат кон други, значи гранки од бизнисот, од работата, па они сега студираат, се занимаваат со бизнис исто, си прават, значи си ствараат нивни бизниси. Предприемчиви се, тоа е многу популарно кај помладите. Што исто можда е интересно да се каже, не појдоа по мојот пат со возила, со автомобили, значи во мојата индустрија, туку секој со секоја, мислам, други индустрии кои што немаат врска со автомобилската. Добро, не е страшно. Сега ти отиде во автомобилска индустрија и ти подготвивме еден малку автомобилски предизвик. Еден наш пријател Јане ни прати 5 модели на Форд, затоа што кажавме дека е прва љубов нели во Гранд Ауто. Значи, сакам да ги видиш моделите. Добре. И да ми кажеш колку мислиш дека ќе погодиш. Тој мислеше ни еден, јас ќе ти дадам шанси еден, ти колку мислиш дека ќе погодиш? Мислам, Јане добро кажал, ама ајде ќе пробаме нешто, мислам, види, 5 бренда моментално. Претходно во прошлата компанија, значи 10 години исто 5 бренда со многу модели, и веќе ми е збунка во главата, меѓутоа ќе пробам да погодам. Значи, баш не као Јане. Ти викаш ни еден или колку? Не, ја бар сега колку имаме во игра? 5. Бар 2 ќе погодам сигурно. Добра, ајде да видиме сега кој е во право. Еве го првиот. Се надевам дека го гледаш, таму ќе го покажеме поубаво. Првиот, за среќа можам да го погодам одма, затоа што еден од моите војковци, што мислам израснав со нив, го имаше исто во возило, само во плава боја, тоа е Форд Таунус. Да. И затоа и го знам. Добро. А ова жолта лепота? Вакво имам исто во канцеларија една, значи од тие убави колички што си ги собирам, би требало да е Капри. Капри? Форд Кортина, мислам дека. Добро, скрешивме. Ама добро, слични се многу. Баш ги разгледавме преска. Ова за моја среќа не можам да не го погодам, затоа што имам убава приказна за него, као модел. Тоа е F150, меѓутоа за во Европа, за кај нас се продава као Ranger, што е помала верзија, да. И кај него имавме страв
пред многу години кога почнавме да го носиме, као директоре немој да го носиме овој скап, не го купуваат, не го сакаат, конкуренција. И јас со тоа каков што сум си, реков, окей, ајде порачуваме 10. И тие, не, 10 многу е, не, викам, 10 порачуваме, па ќе видиме, тоа е 2014-15. И од тогаш, стварно, го продаваме многу добро, затоа што возилото вреди. И тој мој осет за тоа возило се покажа дека е точен и си го продаваме Рейнџерот, а ова е F-150 за амерички пазар, поголем. И? Ова е убаво возило, затоа што ова возило требаше мојот покојен татко да го купи во Белгија во тоа време, тоа е Ford Scorpion. Добро. Да. За крај. Ова, Old school. сега го сега, погledам, како ова би беше? требало да е нека фиеста, ама не знам дали е фиеста. Ова е Ford Да. Festiva. Добро, не Fiesta, Festiva. Непознат модел сега. за мене. Да, да. Така. Нешто на тема на забава е сепак. Да, фестина. Добро. 3 погоди, значи ме победи овој Добро. пат. Ме интересира во салон луѓето кога ќе дојдат, што бараат прво во Македонија? Ги интересира цена, попуст, што има за да купат, што е побитно? Така, Цената, Ако попустот... кажам точното, мислам дека нема да навредам никого, меѓутоа мислам тоа е вистина. Не е само во Македонија, бидејќи јас мислам 5 години исто и на Косово работев и живеев од 2008 до 2013 и таму исто. Меѓутоа истиот момент ми се дешаваше и таму и тука. Луѓето прво ќе дојдат и ми уште не ни ја видел колата, вика попустот колкаве. Викам, види, попуст не продавам јас, возило продавам. И после ќе ме застанат, знаеш, една минутка, не им е јасно што им зборам. Викам, добро, ајде седни да видиме. Така да битен е попустот кај нашите клиенти. Како цена Меѓутоа, или не како секогаш. почит? Мислам И дека го двете, имаме и тоа, двете. да. И двете, ако дошол до, ајде да кажам, до директорот, тогаш е почит. Ама доле со колегите од продажба, секогаш е цена. Добро. Пари. А бенефити, некој дополнителна опрема, значи тоа? Обично, ние во Гранд Ауто, значи, со нашите клиенти пробуваме да биде тоа од секој аспект, значи, удостоено кон клиентот. Да си добие попуст кај возилото, бенефитите други, значи, не знам, дали се регистрација, патосници, зимски гуми и што и не, значи многу работи кои што пробуваме да ги дадеме, за да клиентите видат дека тие се стварно најбитни за нас, затоа што без нив не би ни функционирале ни ние. Така да тоа е, мислам, уобичајно кај нас веќе, значи да клиентиве им удоволиме од секој аспект колку што ние можеме. Значи нормално не секогаш можеме се и се што, меѓутоа пробуваме да бидеме, значи, услужливи од секој аспект. Како продавач, зашто кажа дека пред се така се доживуваш секогаш покрај тоа што си менаџер, продажбата е битна во се, буквално, дали продавате кармини, коли, облека, значи продавачот е многу важен лик во целата таа работа, но особено кај автомобилите и кај нешто што е вредно, станови, нешто што е повредно. Кажи ми според тебе што продава? Што е тоа што човекот ќе го натера да купи баш од вашиот бренд или од некој друг бренд, чисто како ова малку школа за продавање, зашто Значи, сите нешто продаваме. Вака, јас мислам, го имам научено од претходната групација кај што работев, бидејќи таму бев тренер за продажба, значи на 2 години train the trainer програма и тоа доста во животот ми даде, значи да научам. Добар продавач ќе ти продаде едно возило, а добар customer care или Грижа за потрошувачите, да, продава многу повеќе возила. Меѓутоа јас секогаш исто да го користам дека најубаво продава убава насмевка и почит кон клиентот. Да. Значи, клиенти имаме кои што во многу случаи многу повеќе знаат и од самите продавачи, па и од самите, мислам, Толку менаџери. подготвени доаѓаат? Доаѓаат, да, што јас сум среќен за тоа, затоа што понекогаш и јас учам од нив и го користам исто да го кажувам дека не секој мора да знае све. Во животот се учи цело време. Така. Така да и кај нас колегите од продажба, мислам, тоа им е најбитно да бидат насмеани, мислам, кон клиентот, да го услужат максимално,
да ги видат нивните потреби, што е, како е, значи не може од прва да му дадеш. Иако имаме случаи кај што дошол клиент, не знае ништо за брендот, меѓутоа 2 минути си купува возило. Порано важеше она дека повеќе се бараат дизел колите затоа што се понатаму поевтини, ама многу од ова се менува и во однос на одржување, бензинците обично се подобри, така натаму сега ги имаме електричните автомобили, хибридите. Што бараат најмногу да купат граѓаните во Македонија? Значи, нашата индустрија се развива толку брзо и понекогаш викам, значи све се врти тоа, исто нели ја почнавме емисијата со што се врти, стварно како да све се врти и све почине од автоиндустријата. И кај да свртиш, нешто за возила се пишува, се бара, има новитети. Порано да, дизел се бараше, значи беше само дизел и ништо друго. Меѓутоа така се разви технологијата, што тешко се прати индустријата, нафтената индустрија, тешко ги прати, ја прати автоиндустријата. Водило дека нема инфраструктура дово? Па не инфраструктура, туку квалитет на горивата, од аспект на дизел квалитет. Да. И тука веќе возилата користат премногу, мислам, електроники и такви работи кои што не дозволуваат да дизелот кој што не е добар и адекватен да работи како што треба возилото. Па И полека, се не, расипуваат туку повеќе? многу брзо, не се расипуваат. Мислам, си имаат процедури на возилата кои што мора да се, секој клиент кој ќе ја купи колата ако е дизел, мора да се придржува кон тоа. Меѓутоа нашиот народ не ќе да се придржува повеќето. Па кој ќе им кажеш треба ова да го направиш, ако ти се појави ова, направи го ова. И да, ама знаеш се брзав, не, ама бев уморен, се вратив од дома, па не може да ја повозам уште малку. И тие работи не ни дозволуваат. Меѓутоа и така многу брзо индустријава се развива од тоа што од горива се преминува на електрика и тоа го гледаме ајде во скандинавските земји многу, затоа што имаат инфраструктура, имаат значи растат нагло, можам мислам и во бројки да кажам, дека веќе 95% од возилата во Скандинавија се преминати на електрични возила. Тоа друг проблем ќе да сега со батериите, ама тоа, добро значи, се приказна за себе тоа со екологијата и батериите. Меѓутоа, кај нас, за жал, ќе кажам, веќе многу години не се презема ништо од аспект на субвенционирање на тие електрични возила. Каква е цената, например, во регионов на за полнење Во на нашите возилата? многу блиски земји, као Албанија и Косово, да кажам, во Србија помалце, меѓутоа Албанија е најдобриот пример. Затоа, не знам, ако дека има отидете... субвенција? Немаат субвенција како субвенција, меѓутоа имаат олеснување. А тоа олеснување нема, иако е електричните возила, повеќето се со кинеско потекло, да кажеме, ако е европско возилото, батеријата е кинеска. Значи, тука нема збор. И поради тоа ние треба да плаќаме во Македонија 5% царина, во Албанија, например, нема нула е царината. Добре. Ние имаме 18% ДДВ, во Албанија за електрично возило не се плаќа воопшто, значи ни ДДВ. И тоа веќе доаѓа на 23% поевтини цени од нашите цени во Македонија. Во сам почеток. Во сам почеток. Плюс има други работи кои што... А ова што зборувавме дека во Грција е поевтино да се полни... Да, и горивото и тие полначи, инфраструктурата во Македонија е потребно да се развие. Веројатно ќе гледам дека сега по големите пумпи веќе поставуваат полначи, сите имаат... Да, Мак Петрол веќе влезе во таа, значи во таа игра да во нивните бензински поставува брзи полначи, затоа што спорите полначи не се толку проблематични колку што се потребни брзи полначи. И исто и ЕВН иден кон тоа, сега на автопатите кон Охрид, кон Битола, има план да постави негде, мислам, 10 или 12 полначи брзи, кои ще се за почитување, значи, и за поздрав таа, мислам, тоа што го прават. Меѓутоа, самата држава, мислам дека треба сварно малце, бидејќи секогаш нели сите кампањи се кон екологија и зелена Македонија, зелено Скопје и другите работи, и мислам дека тука треба да се исконцентрира малце, да се даде напор. Гледаме, значи имаме сигнали дека
оваа структура сега, мислам дека ќе направи во наредниве, мислам, години, ќе го подобри тоа што треба да се подобри. Па имаше најави некои, мислам дека и во самите кампањи имаше најави дека се оди кон зелена економија, така што една од работите дефинитивно се автомобилите и тука промената. Мене ме интересира дали важи кај клиентите тоа дека нов автомобил е подобар автомобил, зашто ние нели никогаш знаеме да кажеме која е најдобра кола нова. Ви за жал, да не кажам пак за жал, меѓутоа нашиот пазар е за нови возила многу мал. Во споредба со увезените возила кои што мислам се постари од 7, 8, 10 години, 15 години и 1:10 или можда и повеќе, меѓутоа 1:10 пазарот на стари и на нови возила, која прашуваат, дали секогаш е најдобро ново возило. Сега има мислам толку начини да се дојде до ново возило со финансиски лизинг, со оперативен лизинг, со потрошувачки кредит кој што дозволува на секој клиент да си купи ново возило. Со тоа што, например, кај нас во Ford има 5 години гаранција, па 5 години нема да го мислиш за ништо. Во MG има 7 години, исто 7 години си, мислам, free of charge во главата дека ќе ми се деси, затоа што е гарантно покриено. Освен тоа, значи, има и 7 години или 5 години, да кажам, Road Assistance, помош на пат. Road Assistance дозволува да се јавиш и да дојде да ти го смени, да ти смени гумата. Ја мислам дека денеска и ретко кој може да смени гума, а јас го чекам моментот кога колите сами ќе возат, ако може јас да не возам, туку да влезам, да си седнам и да ме однесе кај што треба да ме однесе, ама сега тоа можеби се уште не е донесено на едно ниво да се случува, ама видовме со еден од моделите дека може да се паркира само возилото, буквално вие надвор да бидете да гледате дали е се окей и да си го паркирате возилото. Многу ми е интересно, ќе дојде ли време каде што автомобилите сами ќе возат? Како што се развива пред 30 години за многу работи или пред 20 години, што денес се случуваат, и тие технологии во возилата што денес ги имаме, ние може по филмовите ги гледавме и викавме, кај ова ќе се деси или нема се деси. Меѓутоа се дешаваат многу работи. Автономно возење веќе се работи тоа на големо, поготово електрични возила што се. И мислам дека ќе дојде време, меѓутоа сепак треба да поминат години. Сега колите сами се паркираат, сами се паркираат, сами си возат, ја пратат твојата будност при возење, значи преминување од една лента во друга. Кочат ако има пред тебе пешак. Кочат, секако исто кочат ако во неколку од други брендови, се уште во Ford го нема, меѓутоа во други брендови сепак е развиено тоа да ако осети колата дека ти веќе заспиваш, она знае да те трне на страна. Го има во Ford. Нас ни се случи баш, мислам... Го има во Ford ако веќе играш со воланот, меѓутоа точно има камера која што во друг бренд, значи, ако те осети и те види дека заспиваш, она ги упалува 4 жмигавци и те трга на страна самото. Ама тоа се екстремни случаи, најчесто ги има кај одредени екстремно премиум брендови, меѓутоа после некое време си доаѓаат кај другите, што значи може тоа да го очекуваме дека ќе постои. Има технологии кои што се развиваат, значи во последните 15 години за да се дојде до сега овие технологии што ги има. Замисли колку животи ќе се спаселе ако постоеле или ако постојат сите овие технологии кај голем дел од автомобилите, колку би имале, да кажеме, побезбеден сообраќај, нели во односи на брзина, колку брзо се вози, може да контролира колата, каде ќе кочи и така натаму, а кај сам колите кои сами возат, нели она што се очекува како да биде иднината, тоа што нам не е science fiction, но веќе постои. Е многу битен момент етичкото прашање. Јас баш бив во една лабораторија на MIT каде што го тестираа ова и се уште не може да го истренираат моделот како да одлучува во одредени ситуации каде што се работи за две безизлезни состојби, што да направи. Тука е човекот многу битен се уште. Да. И ќе биде. Ја мислам дека ќе биде. Бидејќи знаете како е. Значи нема да ми се оствари сонот, да си влезам и да ме вози колата, добро. Може да се оствари, никогаш не се знае. Гледаме, мислам,
кажавме дека стварно се развива брзо, меѓутоа кога би било ќе знаеме. почекаме, може и брзо да биде, затоа што индустријата стварно расте многу. Стварно многу Поготово со кинескиве брендови е веќе стварно многу интересно, многу, ајде да кажам, не знаеш што утре ќе се појави. А јас сум другиот тим за Форд и за тоа некако ми е супер дека како родител, веројатно за тоа можеби се консултираат мајките при купувањето на нов автомобил, ама како мајка ми е особено битно да имам безбедност во колата, таа безбедност колку што нели му веруваме на возачот или си веруваме самите на себе, друго е плюс системот да ти ја дава безбедноста. Сакам да те вратам пак сега на ракометот. Дали следиш што се случува со женскиот ракомет? Сега има првенство. Дали ги следиш напредоците на нашава репрезентација? Да, јас сум веќе од оваа година од февруар во управниот одбор во Ракометната федерација. Знам, и секако затоа така прашам. Го пратам и цел ни е тој женски ракомет стварно да се развие малце повеќе, затоа што пред 10-15 години бевме на врвот со Кометал Ѓорче Петров и другите. Сите памтиме. Памтиме и малце е опаднато. Знам точно зашто и со претседателот и со генералниот секретар секогаш разговараме на таа тема, мислам неколку пати, дека ни бегаат по други спортови, кои што се поженствени, да кажам, као одбојката. Меѓутоа, сега исто федерацијата организира карвани по сите градови и доста успешно поминува тоа. Во мое време многу деца, веројатно поради Кометал, баш тренира ракомет, многу девојчиња тренира ракомет и може тоа да се смени повторно еве ако сега направиме успеси. Да, планот е да се смени, со машката репрезентација идеме на европско, идеме на светско играме, значи тука веќе и покажуваме успеси, исто и во женскиот ракомет, неколку клуба играат во еврокупови, значи меѓутоа не е кај играме, туку колку ние као федерација и као учители, тоест професори по школата, работиме на спортот кој што е ние национален спорт. Значи тоа ние, ајде да кажам, као жик, као белек, дека тоа е наш спорт. Кај да отидеш низ Европа, доста често, you handball, your country handball, знаеш, не знаат по тоа, затоа што имаме успеси со Кометал пред многу години, со Вардар исто, Лига на шампиони, значи и со Ракометната федерација, тоест со репрезентацијата имаме прекрасни момци кои што верувам во нив сега, мислам млади момци. Јас верувам во тимовите, ама репрезентација кога ќе победи е друго чувство. Тука се сите од сите клубови. Така е, репрезентацијата е друго чувство, покажува идентитет и мислам дека и женскиот ракомет ќе дојде многу брзо, тоа што со новиот претседател се работи на таа тема, со тие карвани што ги спомнав, доста деца се враќаат во ракометот и гледаат као иднина во тој спорт. Што ти е некоја порака која што би сакал да ја пренесеш преку спортска порака што ти си ја слушнала, што си била многу силна како таква, што може да ги води луѓето во животот без разлика дали се занимаваат со спорт? Значи и во спортот, меѓутоа и во бизнисот, спомнав на почетокот, не сакам, не можам и не знам, не постојат, затоа што за сите има контра. Ако не сакаш, значи нешто е проблем со тебе. Ако не можеш, секогаш можеш да се потрудиш да можеш да го направиш. И не знам, секогаш треба да прашаш и некој ќе ти каже. И да научиш. Да и да научиш, затоа што според мене, иако сум на оваа позиција многу години, значи од мојата 27 година, веќе во менаџерски води, јас ден-денес викам дека не ми е срам да прашам и ако не знам да научам. Така да тоа ме води и верувам дека младите треба тоа да го користат најмногу, затоа што таква ни е земјата убава и има можности во оваа земја за младите, што тоа што знам, мислам дека системот треба малце да се среди, а децата ќе останат, ќе научат и ќе дадат се од себе, додека им се даде можноста да го тоа покажат. Треба да ги учиме, мислам дека многу е битно децата да учат. Јас имав многу смешна ситуација, инаку за спортот, јас за фудбал, например, на 21-2 години, ништо не знаев. Стварно. И треба, мојата уредничка обожаваше спорт и ми даде да водам линк
со бивш истакнат наш фудбалер, каде што треба да зборуваме за светското првенство што се случува во тој момент. И сега јас гледав некои утакмици со друштво, ама појма немав. И отидов со тоа што викате да праша, отидов со новинарот кој што води спорт во телевизијата. Кажи ми што е за првенство и ме спреми. Да. Одам на линкот и ми се завршува се. И ми се врти човекот и ми вика, па јас не сум слушнал во животот женско, што не е фудбалерка, волку да следи фудбал. Јас викам, фала. Секако, да. Да. Не, убаво да се знае, поготово за спортот, затоа што Имаш примери на вработени такви што одеднаш па не, кај мене научиле? мислам за спорт, ако збориме веќе знам дека сите се љубители на спортот. Па знаеш, доаѓа Така ги вработувате, сакаш ракомет може. не, мислам прашувам дали сакаат спорт и дали се занимаваат со спорт, затоа што ми е битно да видам, мислам, каков карактер е, а кажав на почеток дека ако е спортиста секогаш ќе го биде и за работа, со малце повеќе труд, и ако не знае. Меѓутоа, во фирмата, мислам, во Гранд Ауто сега има колеги кои што се подолго од мене во фирмата. Меѓутоа, гледам дека спортот, мислам, ние и као нација сме по спортот обично, така да не е битно кој што е, како е, дали е албанец, македонец, турчин или не знам од кој, сите го сакаат спортот. Гледам кога игра репрезентација, сите навиваат, сите сакаат. Така да во фирмата имам најголем проблем бидејќи сега сме со во федерација, во фудбалската федерација, со спонзорство и има утакмица, директор е карти. Сега за ракометов играме во Данска. Се бараат карти, се бараат можности, меѓутоа тоа ми дава позитивно дека сакаат спорт и сакаат да гледаат и да пратат. Ама тоа е добро за награда, значи да се плюс награди добар вработен со карта, тоа е зашто да не. Па тоа е исто и за вработените, меѓутоа и за клиентите ќе пробаме нешто да направиме, бидејќи обично правиме на нашите социјални мрежи со нашата маркетинг агенција која што соработуваме, може и да спомнам Mad Value. Така и нас не го прават подкастот, така да секако може. Имаме многу убави кампањи кај што правиме giveaway, значи со топки, со дресови од фудбалска федерација. Сега наскоро мислам дека и со ракометната, тоа ни е во планот исто да го супортираме и ракометот, бидејќи ме праша за женскиот, меѓутоа јас сакам со федерацијата и со репрезентацијата малце повеќе, за да уз тоа ги супортираме и женскиот, па и машиот ракомет. Така да имаме план исто и во ракометот да инвестираме малце од аспект на маркетинг, тоест од аспект на финансирање. И мислам дека компаниите треба, меѓутоа исто и државата треба да даде некои поубави можности да големите компании да спонзорираат и тој закон за спонзорирање го направат во бенефит на спортските клубови и репрезентациите. Имаше ослободувања во делот на спонзорирање на спортски клубови. Да. Дури едно време беше тоа доста успешно, па имаше еден модел, па се смени во друг модел, со ваучери, па сега се смени пак во трето. Да. Меѓутоа мислам дека има за спортот, дури имаше идеи тоа да се направи во културата, за да може да одбере компанијата каде ќе поддржи, ама тие модели веројатно функционираат, зашто компанијата добива шанси. Функционираат со мислам, не дека е од ракометот, меѓутоа министерот за спорт, што е Борко Ристовски, е бившиот голман ракометар, успешен, и си ја знае работата и ми се допаѓа, значи како го тера и како го работи тоа министерство, и мислам дека им помага доста на клубовите, со тоа што секогаш се може повеќе, секогаш се може да се најде уште подобар начин или можност да се децата наши буткаат и размислуваат кон спортот, затоа што со спортот се бива и добар бизнисмен, и добар доктор. Интересна паралела. И добар, да. Моje мислење. Јас мислам дека дисциплината што се прави во спортот, без разлика дали професионално ќе се занимаваш со нешто, тоа секогаш се зафркаваме дома на одбојка одев јас, ама не пораснав, ама мислам дека дисциплината што се добива во спортот е многу битна. Дали
А кажи ми дали во делот еве на ракометот некогаш си играл со некој што го знаеме од ракометариве или ги знаеш? Со имате доста од репрезентациите позадина? од нашата генерација, значи мојата генерација имам играно и се знаеме. Така и беше, значи моментот кај што мислам бев повикан и поканет да бидам дел од управниот одбор. Со сите, значи буквално мојата генерација 81-а, трета, втора, 80-та, значи Кои тие. беа тогаш? Па сите се, почнувајќи од министерот што го спомнав, па Александар исто председател на федерацијата, Мојсовски, значи Лазаров малце порано отиде, значи Да. професионални води. Меѓутоа со многуте, значи со Ванчо Димовски исто, значи има доста имиња кои што и ќе ми текнат и нема да ми текнат, меѓутоа таа генерација исто златна генерација од момци кои што дадоа све за ракометот. Добро. Се знаеме и си се почитуваме. Супер. Добро е тоа да се слушне дека со вакви имиња да се бориш на терен, пак е да кажеме нормално после тоа да постои тој надпреварувачки дух. А кажи ми во делов на колите имаш омилена кола, некоја што ти била, што викаме dream car, што си ја сонувал? Која? Има, меѓутоа нема да ја спомнам. Не? Добро. Затоа што не, мислам, не е од тие мои брендови што денеска ги работам веќе 15 години и повеќе. Дури не е од таа претходно 10 години што ги работев, значи од таа групација. Сосема е друга групација и е точно еден модел кој што си го сакам, па валјда можда кога ќе се пензионирам, можда ќе си го дозволам тоа. Иначе сега да реставрираш коли во пензија, нешто такво. Не, искрено не. 25 години сум во истиот бизнис со коли и сум среќен, меѓутоа кога би се пензионирал не би се занимавал веќе со тоа. Со уметност, не? Со спорт. Со спорт, да. Спортот, секогаш кажа, во генетика ми е од ракомет, кошарка, тенис, тоа што сум вежбал, што сум го поминал. Меѓутоа, со спорт би се занимавал. Имам исто внука, сега јас сум млад дедо, и верувам дека ќе имам и внуци и внуки, кои што ќе ги фаќам за рака, па ќе идам, ќе носам по тренизи. Па сигурно ти на 44 стана дедо, некој татко станува на таа возраст. Така би сакал да ги носам, значи во моите пензиски денови, ако ги доживееме, секако да ги носам по спортски терени, на тренизи и такви работи. И ќе навиваш таму. Секако ќе навиваме. Да, тоа е. Обично сум мирен вака и во ракометот кога играв бев мирен, не бев избувлив, значи прифаќав секако вид на решение, тоест на одлука на судиите. А во компанијата тоа го правиш? Да, во компанијата јас исто официјално и би се заблагодарил на тимот кој што веќе 15 години е заедно сме. Немаме некои промени, значи идења, враќања, такви работи, да. Повеќето се ова. Без тимот не би можел да направам ништо, бидејќи јас сам човек. Дури уз разговор денес напоменав дека повеќе од идеите некогаш ги прифаќам од колегите и не ги донесувам јас као генерален директор дека сега мора да биде така или зашто јас кажувам. Не, секогаш 2-3 мислења се поприфатливи него едно мое. Нормално тука се комбинации на мислења и на идеи со тоа што исто кажав и агенцијата доста помага во тие одлуки и затоа мислам дека до денеска успехот на Гранд Ауто е затоа што работиме тимски, затоа што сум од аспект на менаџирање сакам да бидеме да се доносат одлуки заеднички. Колку е битно тоа да се слушне, да кажеме, другиот? Битно е. Значи мислам дека е битно. Вработениот ако знае за сервис. Секогаш јас кажав дека не секогаш се знаеме и секогаш носиме добри одлуки или точни одлуки, затоа повеќе мислења, повеќе идеи. Јас дури сега напоменати, може и од механичар да примам идеја, затоа ние не сме само во продажба, ние имаме и постпродажба, значи сервис, лимариски дел, механички дел, и понекогаш некоја добра идеја и од механичарот или од лимарот помага на момците од продажба и на девојките од продажба. Значи, или обратно. Така да, кај нас во фирма така и функционираме, мислам, така си го имам
Направено, редот редот направен така да секој може да дојде и да каже нешто и да даде идеја и да се пожали нормално и да секогаш луѓе сме. Се дешава, меѓутоа битно е секое мислење на секој мој вработен. Така да и така затоа и функционираме и успесите ни доаѓаат чекор по чекор. Значи растеме со брендови, растеме со услуги и такви работи. Даритон, причината зошто ние те поканивме, една од главните причини е затоа што според мене имаш приказна која што може да мотивира млади и идни генерации да работат посветено. Не секогаш треба да бираме и сега оваа работа ја сакаме спортот, ако не е да е нешто друго, ама мислам дека го има тоа кај тебе тој мотив и сакавме да ја слушнат приказната, оние кои што не гледаат, кои што не следат. Ние особено на пример на YouTube не следат и доста помлади луѓе, ние ги викаме млади професионалци и сакаме да ги инспирираме. Кажи ми на пример еве што би си кажал на себе како млад, на младиот Даритон сега, што знаеш дека не му е најлесно, дека треба да гледа и семејство, треба и да работи, понатака има можност да работи на 2-3 пазари во исто време. Што би си кажал тогаш за да нели полесно го поминеш тој период и да стигнеш до тоа што си? До сега искрено не жалам за тоа што го имам пројдено во минатото и би си го кажал истото. Продолжи со уште повеќе труд. Значи, продолжи со уште повеќе напор, со уште повеќе идеи, со уште повеќе, оно што го спомнав на почетокот, дека не може да чуе некој од тебе, кој си навикнал дека не знаеш да кажеш не можам, не сакам, и да тоа продолжиш да го правиш. Сум почнал, напоменав, и такси сум возил, и предходно пред такси можда утовар сум правил. Значи, не е срамно. На колку години почна да работиш? На 18. Да, на 18. уште матур... на 20 си веќе во продажба и уште предходно си работел на 18 години. Да, на 18 години почнав. Мислам, не е срамно, додека... Не, да, супер додека работиш и се трудиш, што и да е тоа. Ја денес на моите деца им кажувам, утре да не го работам ова и на Битпазар на тезга ќе продавам и затоа што тие луѓе исто даваат труд. Ми не би било срам воопшто. Ама кај нас има многу добра поента и таа мене ми се свиѓа дека ако некој знае продажба, ќе биде успешен и нели тезга да отвори, ќе му оди, а ако некој не знае може да отвори најдобра компанија, да вложи многу пари, ама да не оди работата. Така што мислам дека е добар тренинг, дека тезгата ја потценуваме особено за продажба како концепт и на ние како народ тука кажав, не мислам единица, кажам, ние веруваме во Бога и колку и да сакаме, мислам, да кажуваме, јас си го спомнам тоа, дека од ракометар станав генерален директор на една голема групација. Меѓутоа, не дека јас сум многу паметен, дека јас све знам или да неколку пати кажувам, јас сакам да учам уште. Мислам, кога не знам, прашувам. Меѓутоа и Божјата волја секогаш е на страна на луѓето. Мора да се погодат и коцките и се. Господ одредува за секого и се што, и од друга страна е само ти колку сакаш и колку ќе се дадеш на тоа нешто, се додека е позитивно, мислам дека Господ е тој што ќе те турне уште повеќе. Само твое да работиш. Да работиш, да. Со труд, брзи пари нема, значи брзо, мое мислење дека сега се дешаваат многу работи во светов, нели, крипто и многу други интересни работи. Меѓутоа сепак позиција и пари се прават полека, чекор по чекор, со поминување на секој сектор. Не напоменавме, мислам дека ја ги имам поминато сите сектори во мојот бизнис. Значи, од продавач, па резервни делови, па маркетинг, па од се имам видено по 5 месеци, година дена и сум научил све за да можам да бидам тука кај што сум. Да, за да може да слушнеш мислење, да знаеш од кого да прифатиш. Меѓутоа мора да се поминат некои чекори, некои фази кои што ќе те доведат на пиедесталот. Така е. Сега го спомнавме и ценкањето и пазарењето. Имаш ли некои приказни зашто има луѓе што се многу добри во
во ценкање, во договарање цени и така натаму. Дури мислам дека тоа си го носиме ние од претходно, дека и некако ни е на некои луѓе има задоволство. Јас, например, лично стварно не знам добро да се ценкам, се трудам, ама и на пазар најскапо купувам зеленчук и веќе одам во маркет. Ама има ли луѓе кои што и ситуации, пример да ми кажеш, кај што некој добро се исценкал, што му било од другата страна на него финтата, што после си рекол, види како ми направи Обично, порано не знам, меѓутоа у последниве неколку години го научив тоа и сега не се ценкам, затоа што секогаш губам на ценкање. Не сум добар ценкач, така да секогаш ме победуваат, затоа што... Одма им идеш, волку е попустот, тоа е тоа. Да, не, значи, на почетокот се ценкав и секогаш губев. Ја ме сега ти не сакаш, па ти си ми пријател, на тој си му дал толку, на мене не. И секогаш, знаеш, емотивен сум и секогаш паѓам. Ајде, и гледам дека на крај јас губам. Да, и сега научив. Значи, сега идам, викам, види, цената е таа и тоа е, од мене ништо. Иди со други да разговарај, ама чекај ти директор. Не можам, викам, готово, сега знаеш како е. Меѓутоа, не, ценкањето, спомнавме на почеток, ево генетиката наша. Да, некако... да, мора да се исценкаме. Меѓутоа, не сум добар ценкач. Да, секогаш губам. Добро. Да. Меѓутоа, тоа е и позитивно, знаете, затоа што маркетингот од аспект кај Дритон има добри цени, работи, да, затоа што дава добри попусти и па доаѓаат после, да. Па добро, тоа не е лошо. Дритон, растеш во една голема групација, значи, за да некој може да биде водечки лик во една автомобилска компанија, не се прашува само компанијата туку целосната групација. Што значи во однос на Форд, групацијата на која што сте дел? Значи, Форд и другите брендови се дел од групацијата Grand Automotive, затоа и ние во 2019 се преименувавме од тогашната Mida Grand Motors во Grand Automotive, или тоест Grand Auto Македонија. Групацијата е интересна, затоа што не се 1, 2 или 3 бренда, туку се многу повеќе брендови. Да. Во последниве години превземаме и други брендови, значи не само во Македонија, туку во цела екс-Југославија, вклучувајќи и Албанија. 2023 презедовме и други брендови од аспект на импортерство, значи, увоз. На увоз, меѓутоа не само за во Македонија, туку за многу земји други од Европската унија. Има во Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, значи во целиот овој регион не имаше веќе 15-20 години. Меѓутоа сега малце растеме, ја кажам, има 3 големи играчи, а ние сме едно од тие 3. Кој сме? Дали сме први или трети, не е битно, меѓутоа ама топ 3 цело време се држи. Затоа што го презедовме Рено, Нисан, Дачија за Чешка, Словачка, Маđарска, Словенија. Значи, пред неколку месеци во Грција сме као импортери за Рено и Дачија. Во Булгарија исто сме за еден од тие брендови. Така да, групацијата е еден голем конгломерат, кој што во автоиндустријата во овие региони што ги зборам се многу, значи, дадени на тоа да стварно растеме и да покажеме дека се може со многу повеќе брендови, со многу повеќе услуги и не само во продажба и во постпродажба, но и други работи. Меѓутоа, групацијата како групација произведува, има, значи, менаџира транспортни услуги од авиони, карго, автобузи, производство на козметички, значи, средства и многу други работи. Така да, групацијата Grand Automotive, Grand Automotive е стварно сериозна групација, која што првичната идеја во регионов е да бидеме најдобри во продажбата на возила и одржувањето на возила. А меѓу вас behind the scenes има надпревар или поддршка, зашто кога учите едни од други или е повеќе во однос на групацијата е учење едни од други и затоа се одржуваат семинари. Сега мислам пред неподни 7 дена имавме семинар од 2 дена за
продажба за бројки, меѓутоа најглавниот фактор беше користењето на AI, значи на ChatGPT, што е стварно голем предизвик и интересна работа за во иднина. Тоа ми се врзува со претходното, нели ме праша дали ќе не возат возилата. Најверојатно да. Идеме кон тоа. Така да новитети и сите тие работи се учат и се помагаат меѓу сите групации, затоа ние сме супер пријатели, не само пријатели, туку супер пријатели со сите останати земји што ги напоменав, со менаџерите, и не само директори со директори или не знам, менаџер со менаџер од еден сектор. Јас сум топ пријател и они другите се со сите други останати и од нашата фирма и со механичарите се блиски, сваѓаш? Затоа што кога ќе отидам јас во Загреб, ја влагам во сервис и се поздравам со сите. Добро, да, и тоа барам е голем идеи, плюс. барам, првично е човечанството во нас, како да кажам, значи тоа, човечкото во нас. Со ChatGPT не може да го има. И тоа е, значи, инвестираме као групација во човечките ресурси да научат што повеќе. Супер. Тоа супер звучи и целава приказна мене ми звучи како некој на American Dream, почнуваш вака, па продолжуваш, па расташ и така натаму. Се тоа е супер, ама само кажи ми многу кратко. Си имал ли некогаш грешка, нешто да речеш требаше вака и да научиш од тоа, зашто никој не е само раст, тоа праволиниски. Ја учам од грешките секогаш и тоа во животот стварно ми има помогнато, затоа што една грешка, втора грешка, и не е само една или две грешки во животот, значи секогаш се прават грешки во работењето, ако не грешиш, тоа е општо познато. Ако грешиш, значи дека работиш. Да. Ако не грешиш, значи не се даваш од тоа што треба. Така да, грешки имам. Сега да напоменам точно, меѓутоа да, имам грешки кои што во животот и во работата ти даваат позитивна насока секогаш, ако знаеш да изменаџираш и да кажеш чекај, ова го сгрешив, треба да го направам поубаво. И секогаш да, ако се дадеш во тоа, ќе го направиш поубаво и таа грешка веќе ќе видиш после неколку години, ќе кажеш еј, убаво што тогаш сгрешив и сега го направив многу поубаво. Така е. Кажи ми за крај, што е нешто што ти функционира во животот, еве сега што те води? Со семејството, со внуче имаш и слично. Што те води вака како човек, са бајле да станеш кога е напорно, кога не ти се станува? Сите сме имале денови кога не ни се оди на работа, ама нели, не сакам, не знам, не можам. Што те води? Мене Господ ме води, Бог. Ти верувам, добро. Мене ми е тоа, значи станувам са бајлечки рано, му се заблагодарувам што сум станат и побарувам од него здравје и нормално да бидам успешен во текот на денот, со тоа што исто го молам да не навредам некого, да не испочитувам некого и тоа стварно се дешава. Така луѓето ги почитувам и сакам да ме почитуваат секако, вис верса, ама дека водич во животот ми е Бог. Добро. Супер, драго ми е што фала ти што се отвори, што ни раскажа за твојата приказна и верувам дека многу луѓе ќе ги измотивираме и ќе им покажеме дека и во Македонија ете возможно е ако си работиш и си посветен да напредуваш во компанија, па еден ден да ја водиш, да те викаат на подкаст и така натаму. Фала ти. Ти благодарам и тебе. На младите пак ќе им кажам да си ја сакаат земјава и да се трудат за земјава.